Одличен амбиент ки имаме со гостите кои во ова утро ги обезбедивме само за вас, а често и задоволството да сме домакини во овој дел од денот. И имам заедно со мојот уредник Роберт Јанков, па и официјално пред камерите. Роберт, добро утро. Добро утро. Еве и официјално. Така, официјално да се поздравиме и да си ги поздравиме гостите кои ни се во студио ова утро и кои верувам дека ќе ни го разубават и развеселат се она што значи утринско дружење. Веднаш до мене господинот Саша Татарчевски. Добро утро и добре ви дојдовте. Добро утро, добре најдов. На средина од ова пријатно друштво, градоначалникот на општина Центар, господинот Горан Герасимовски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. На крајот Сашо Јаневски. Моравме да ве најавиме со име и презиме, иако јавноста ве знае долго време со прекар кој што верувам дека често пати си го користите во јавноста. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Одличен повод имаме со сите вас, но ајде, како што е редот да започнеме со градоначалникот. Градоначалник, од 18 години сте член на Социјалдемократскиот сојуз. Од денешна дистанца би промениле нешто или сепак сметате дека за она за кое што сте дел до денеска останува некако иста мисла и идеја? Интересно прашање. Да, од мојата полнолетност сум и член на Социјалдемократскиот сојуз, се сменија доста гарнитури, доста председатели. Во моментов се уште сум и покрај градоначалник и председател на општинската организација на СДСМ Центар. Многу години, многу дружби, многу проекти, заеднички реализирани. Сега е малце подруго време, многу слабо младината се преклонува кон политичките партии. Зошто? Не ги интересира политиката, како што гледаме. Во наше време, кога ние сме биле малолетни и кога сме се преклучиле поради некоја идеологија во самата партија, имало повеќе дружба, повеќе млади кои што се приклучувале и давале свој допринос. И сега на секој можен начин се обидуваме да сето тоа го вратиме. Убави моменти, доста години, доста променети структури, се надевам дека ќе оди на подобро целата ситуација внатре-партиска. Колку заради промената на структурата се минува и довербата на граѓаните? Револтот кој што се појавува и одредена идеологија е причина за пристапување кон одредена политичка партија и целта е нешто да се промени во општеството. Ние сме биле како млади бунтовни, сме барале промени, сме барале начин како тоа да го оствариме заедно како младина. Верувам дека и сегашната младина ќе го следи нашиот пат. Така. Музиката не бара ниту боја, ниту членство или идеологија, музиката бара само форма. Господине Татарчевски, интересно е што од многу млад вашата учителка во забавиште го препознала талентот и ви ја дала довербата да диригирате нешто што денеска ви е професија. Како изгледа тоа? Колку љубовта, страста ве донесе да бидете она што сте денеска? Добро, јас доаѓам од музичко семејство и мајка ми и татко ми се беа музичари и двајцата во Васковско друштво сте Битола и Ресен обединети. Да. Јас сум како американец во Париз. Или инглишмен. Да, но добро, долги години сум веќе тука од 91 година со мал прекин во меѓувреме. Токму тоа, значи, дома со музика живеевме, веројатно многу природно дојде и таа желба кај мене. И да, учителката во забавиште, знаејќи го тоа, и ме натера со еден ленир да застанам и да го диригирам хорот на забавиштето во училиштето Коле Канински во Битола, така што првиот мој настап бил на 6 години, веројатно. Мислам да се насмееме нормално. Така. Во средното музичко продолжи во Битола, основно музичко, па во средното музичко и после на факултетот во Скопје. Едноставно имав контакт цело време со музика и дома, меѓутоа и со бендови, групи. Свиревме, победивме на Рокфест со една група која имав 16 години, па тоа како дополнително ве мотивираше. Желба ми даде за музика од секаков можен тип, меѓутоа на крај професионално се определив за професијата диригирање и сега сум диригент.
Така, предавате и на универзитетот каде се сретнавме и навистина дадовме време, почет и внимание на она што не направивте горди и како држава и верувам како област во која што долго време работите, но како е денеска да се застане пред студентите и да се предаде знаењето за кое што сите знаеме поинакви се времињата, младите и трпенијата? Да, поинакви се, тоа е забележливо. Јас сум веќе доста време во настава, не само на факултетот, пред тоа работев и во другите нивоа на образование музичко. Како се менуваат генерациите, се повеќе и повеќе се чувствува разлика, пред се во вниманието. Мислам дека доста улога во тоа имаат социјалните мрежи, односно начинот на кој што се тие организирани, со овие кратки клипови, како ги викаат, рилсови, кратки клипови од по неколку секунди, кои што нонстоп се вртат. И знаете како во многу кратко време имате експлозија на емоции, на размислувања за многу различни работи. Бидејќи тие се вртат различни теми, нешто е многу стрекно, нешто е многу тажно во истовремено и едноставно мотивирачко нешто. Се чувствува една збунетост, морам да признам, кај младите луѓе, така малку како да се во некој меѓупростор секогаш. Што и да прават, како да се секогаш со умот на нешто друго. И тоа е забележливо. Меѓутоа, една од главните работи на професор било каде, особено на факултет, е да се обиде да ги фокусира и да ги насочи кон тоа за што се одлучиле да го учат и да станат професионалци во одредена област. И тука со како ви кажат, помоќу магија и трикова, нели? Во денешно време верувам дека е потребно. Со помош на магија и трикови и сите знаења и искуства кои што веќе ги имаме стекнато, се обидуваме тоа да го направиме. Така. Но магија и трикови не треба да се задржи публиката или да се расположи публиката. Саша, долго време сте во градот, во државата и во забавата, но нешто значи расположение по работа, пред работа, во доцните часови. Како започна вашата приказна? Приказната како започна. Ако Саша од оваа страна ни од Битола, вие сте од најстарото скопско мало, Дебар мало, каде што од режија ми се буна дека не е најстарото, но јас себе ќе кажам дека е можеби најубавото. Најубавото мало, Дебар мало. И тука ќе се будам. И тука ќе се будам? Во многу одамна започна приказната уште со средношколските денови, кога се запиша во нешто поситно можда во осмолетка, меѓутоа во средношколските денови почнавме, како и сите кои што студираат и учат музика, се прават тие бендови, групи и почнавме свиревме малцете, забавно те народно се, меѓутоа патот некако ме насочи повише према народната музика и према ресторанските свирки. Порано имав настапи доста често и дискотеки, клубови, сега малце го дефинирав тој дел. Рестораните ми се локалите каде што настапувам. А со публиката како е да се задржи нивното внимание? Се менува ли публиката со годините? Ако порано сите се забавуваа, верувам дека сега сите ве снимаат. Па да, тоа е нешто што кај нас ужасно ми смета, заради тоа што им треба време да се напијат, прво, да се исликаат, да се завршат сите, за да почне забавата. Вака од политичарите, кои ви е најчест гостин или тоа да не го коментираме, или не знам, профили на луѓе кои што често... Од политичарите? Немам од политичарите некој бивши највој. Да, немам некој од оваквото. Мислам, доаѓаат и функционери све поминуваат, меѓутоа некој дека е редовно на свирки, дека некој ми е многу близок, немам толку. Така и да остане. Но дека вашата кариера долго трае, тоа е убаво да го погледнеме и низ видео, затоа што ако сме заедно со градоначалникот на општина Центар, успеавте да една улица затворите и да направите 25 години прослава. Од таа дистанца до денеска имаме веќе 2 години мината, но да ве навратиме на 25 годишнината. Убаво е да видиме низ видео како улицата се затвори и како значеше забава за целиот град, а по повод 25 години. Да го погледнеме.
ne si bekrija Benđi kada te uspiva Ne si bekrija Benđi kada te uspiva Ajde testo Ko si ti bile, ne ali te ile I to avino crveno A ja te čekam doma da mi dojdeš Ko bela meka postela Ko si ti bile, ne ali te ile I to avino crveno A ja te čekam doma da mi dojdeš Ko bela meka postela Ovije pusti vreminja, što ni stori, kapka po kapka radosta, lija ispija. Denesna slava ovde sme, najke sme utre koji znaje. Denes sme zdravi živi sme, utre može ne. Zato sviri za mene. Боемска улица успеа да зазвучи, да изгледа како што е планот и идејата да биде весело во центарот на Скопје. Саша, колку беше потребно се ова да се организира? Кој ви помогна? Како успеавте да се мине во најдобар ред? Што е во денешно време безбедноста, условите Мирно и весело, да. Мирно и весело. Па, организацијски траеше негде ка 6 до 7 месеци подготовките. Градоначалникот ви даде поддршка? Да. Мора. Да. Без негова дозвола, мислам, не можете да дојдете. Така, се шегувам, да. Иако малце залутавме во лавиринтите на општината, како и Слободно кажете вака јавно. Административен пат. Административниот пат, да. Административниот пат е тежок. Тоа беше најсмешно. Градоначалникот стално викаше: "Биди смирен, ќе биде да не се секираш." Иако дозволата излезе на 15 дена пред настанот. Тоа е административен лавиринт, за никога не е едноставно. Обично 2-3 дена пред настан ги даваме, а некогаш и... Да си имал привилегија си да се спремиш. Сме му дали сигурност. Да. Во принцип бев сам организатор. Ова беше второ искуство, затоа што прв пат го правев и на истото место јубилеот 20 години, кој што беше во помали размери, тогаш беа и помалце ресторани на таа улица. Бројката беше драстично да речам преполовена од. Меѓутоа беше една така убава приказна. Таа се случи 12 септември 2018 година. И беше убава приказната, сакавме да продолжиме понатаму, малце се случи нели корона. Така, се случи ковидот за кој што сите така паметиме што значеше на нашите животи и секојдневие. Но градоначалник кога сме веќе кај повиците, кај административниот лавиринт, општина Центар има многу повици кои се битни за граѓаните, особено за оние кои што живеат на територија на општина Центар. Имате јавен повик за практиканство, субвенции за возачки испит. Имате буквално санација на покриви лифтови, верувам дека сите оние згради кои се со многу години минати низ општината имаат потреба од истата. Кои се повици се каде може граѓаните да ги погледнат истите и до кога најголем дел од нив траат? И колку вистински граѓаните аплицираат на овие повици или сметаат дека треба да имаат врска во општина за да го реализираат? Одлично прашање и можност да промовираме се она што општината го нуди како помош и потреба на граѓаните. Да, имаме доста голем број на повици кои што секоја година ги изголемуваме и подобруваме се со цел да им пружиме помош на нашите најмлади, на највозрастните. Имаме повик за практиканти кои што е Евотек, целта ни е да обучиме млади кадри кои што во иднина би ни били наши колеги за да го подобриме и изголемиме тимот и на луѓе во општината, но и да им пружиме помош и подадеме рака на нашите центарски студенти кои што имаат потреба од практиканство. Дополнително тече повикот за велосипеди кои што секоја година го организираме и тротинети, но го проширивме по барање
на одредени невладени организации и во делот на купување на дополнителна опрема за велосипеди. Интересно. Пуштен е повикот за крови и лифтови. Целта ни е да помогнеме на оние. Фасади? Каде се фасадите? Следно ни е фасади. Сега е пуштен повикот за кровови лифтови, кои што оди веќе неколку години поред и ги зголемиваме финансиските средства во зависност од потребите и барањата на жителите. Дополнително се подготвува и повикот за фасади, кој што ќе искочи најбрзо. Целта ни е да помогнеме на оние згради кои што се доста стари и немаат доволно средства жителите, да ние како општина субвенционираме и во тој дел. Имаме повици за новороденчиња, повици за одредени културни настани, во моментов имаме повики за графити и разубавување на одредени фасади низ општината, токму така. Имаме за најмладите повик за возачки дозволи, 10.000 денари за нашите ученици кои што полнат 18 години во текот на 2025 година. Сите овие повици се објавуваат на страната на општината, но наоѓаме начин, еве и денеска ја искористувам и приликата да ги запознаеме жителите со сите оние повици кои што ги има општината во интерес на сите наши жители. Повторно се актуализира она прашање со загаденоста на воздухот, иако сега драстично да може да кажеме помалку загаден од порано. Кои се врските на општината за намалување на загаденоста и каква е соработката на општините, би рекол, со централната власт? Има ли некаде некаков проблем? Имаме неколку проблеми со кои се соочуваме како општини на ниво на град Скопје. Тука се и бездомните куќиња за кои што често разговараме, бараме начин ние како општини да го решаваме проблемот, иако јавното претпријатие Лајка е под градот, капата на градот Скопје и ние како општини секоја година субвенционираме, односно одвојуваме дел од нашите буџети за нивно функционирање. Во делот на воздухот и загадености имаме одредени програми, во делот на што поголемо за зеленување, во делот на подобрување на условите, но проблемот е заеднички. Џабе ако само центар води грижа и има одредени програми и насоки во делот на подобрување на квалитетот на воздухот, ако не се приклучат сите општини. Треба една убава програма во делот на градот Скопје, која што ќе ја посочи, а ние како останати 10 општини ќе прифатиме се со цел да најдеме начин да загадувањето се намалува. Правиме редовни контроли во делот на одредени населби каде што се греат во зимниот период одредени жители, па да не речам со дрвено и со гуми и одредени материјали кои што дополнително загадуваат. Центарот е доста фреквентна, има доста возила кои што дополнително го загадуваат воздухот, за жал, во најцентралното јадро во градот. Како општина бараме начин, но тоа е проблем кој што треба сите заедно да го решаваме на ниво на град Скопје. Но ајде покрај проблемите да зборуваме за убавите работи. Ја споменавте културата, ги споменавте графитите, давате почит на многу дејци кои оставиле печат во Македонија и во се она што значи создавање на македонската историја. Горан е тука. Настан кој беше на 27 април, кој низ видео, така, кој низ видео би сакала да го прикажеме за сите оние кои што не се од општина Центар, кои не минуваат често, но пропуштиле навистина извонреден настан за некој кој остави многу во македонската историја. Да го погледнеме видеото. Те сакам, сите раки испиени денес во Дебар Мало ги прогласувам испиени за твојот роден ден и на здравје. Јас со Горан се знам од 64-та година. Низ основно училиште, средно училиште, гимназија, нели, заедно бевме во ист клас. На факултет заедно студиравме. Потоа како семејни пријатели си останавме понатаму до последните моменти. Формативните години, всушност ги поминав со него и бескрајно сум благодарна на Горниов за тој подарок. Затоа што да се биде со него и покрај него беше непресушен извор на теми за разговор. А ја му ги знаев неговите коти кои се. Тоа е Дадија, кебапчиња, апче на Боза, на Весни театарски во Драмски театар кај Крап
и завршуваше кај мене у джубокс. Тоа му беше неговото сиже и стартот на неговото доаѓање во Скопје, кога ќе дојдеше после еден известен период на престој во Англија. За мене е веќе касно. Горан, поред тоа што ми беше и комшија, и пријател, не генерацијски, меѓутоа пријател, се почитувевме. Јас сум со Владко генерација, преку музиката на Владко, преку неговите драми и представи кои што Унко ги режираше, бев нивни обожавател, така да се зближивме. Најповеќе, бидејќи после секоја проба, секоја представа, он доаѓаше кај мене и така се завршуваше вечерта, дури да не сум скромен и знаеше да се консултира што треба да додаде или да отврли во таа представа што ја спремаше. Не случајно сега спомнав, он е за нас демонот од Девармаал или Шекспир на Девармаал. Така е. Секоја чест за ова што го правите години наназад, но што истото значи за општината, колку граѓаните те сакаат и даваат позитивен печат на ова што ни се случува секоја година. Еден одличен настан кој што неколку години поред го организираме како општина. Минатата година го организиравме пред муралот кој што е во непосредна близина на училиштето Коле Неделковски, посветен за Горан Стефановски, од Горан за Горан. Да. Оваа година решивме да по барање на семејството да повторно биде покрај спомен клупата на Горан Стефановски кој е во непосредна близина на самата општина. Преубав настан го одбележивме 73-тиот роден ден на Горан Стефановски. Целта ни е да ги вратиме спомените што све Горан има направено за Девармало, но и за културата и за целата држава. Богата програма, како што можевме да видиме и на видеото, одлично се забавува и најмладите, но и нашите повозрастни жители. Така е. Забава за сите, но кога сме ке музиката која што секогаш создава забава, културата, бивте во Њујорк, Рим, Москва, Берлин, Сан Петербург, Фиренца, дестинации во светот кои што се лулкат на култура, на уметност, на се тоа што значи во светот и се вративте да предавате во Македонија. Како да кажам? Океј. Не, сериозно ќе зборувам сега. Значи, доаѓате до момент на избор. Секој, предпоставувам, во животот и во својот професионален. За жал или за среќа, секогаш животот ни дава некој... Се прашувате често дали за жал или за среќа сте направиле некој избор, меѓутоа за ова како врви времето, се повеќе сум сигурен дека за среќа направив избор да се вратам тука и да работам тука од неколку причини. Првата тоа што сватив дека и тука можеме да имаме квалитет кој што може да се мери со било кој друг во светот. Сватив дека со тие мои одења секаде таму можев да се споредам со колеги, можев да работам за среќа со некои од најквалитетните диригенти светски, за да сватам дека никој не е над човек, едноставно, затоа што се родил некаде и живее некаде, туку се доаѓа на крај сепак до талент и работа. И секако колку ќе сакате да си ги проширите знаењата и колку ќе сакате да научите, за да може после тоа да го примените во својата работа. Може би за некои работи изборот да се остане во Њујорк конкретно, каде што имав две понуди многу добри за работа. За многу нешта веројатно ќе беа подобри, меѓутоа искрено секогаш сум чувствувал еден повик дека тука треба да направам нешто и тој беше мојот избор. Се вратив тука и тука сакав да направам најмногу што може да се направи. Но што сте најмногу горди, бидејќи сте дел и од многу ансамбли, дел сте и од факултетот на кој предавате, на што сте најмногу горди?
на тоа што досега сте работеле, сработили и оставиле како печат во македонското општество? Па, не знам, јас едноставно работам за да се постигне некоја цел и после продолжувам натаму. Работам на многу фронтови. Значи, освен што сум професор на факултет, имам професионален хор, Македонска филхармонија, Битолски камерен оркестар, Македонската опера и балет, симфониски оркестар, навистина многу оркестри. Многу е тешко да се создаде нешто ново. Може би горд сум на тоа што создадов професионален хор кој што функционира и работи од 2011 година и стигна до ниво да снимаме во студио за Netflix, за Disney, за многу познати филмови, некои не смеам ни да ги кажам, заради договори подпишани, за Universal Music, реклами за Samsung, Porsche, Fanta. Така, брендови за кои што и светот знае. Значи, тоа да настапува со Македонската филхармонија на нивните концерти за вокално-инструментална музика, значи, тоа е една од работите на која што сум многу горд, бидејќи од ништо, од нула, го создадов и стигна до ниво да, речеме, дојде уметник од Берлинска филхармонија со кој што заедно настапувавме во Македонска филхармонија и насред проба да застане, да се сврти, да гледа и да каже, се извинувам, ме подсети на звукот на нашиот хор со кој што работиме во Берлинска филхармонија. Значи, тоа е една од работите на која што сум пака вистински горд. Снимам со оркестарот на ФЕМС, работам со женскиот младински хор при МКЦ, многу награди имам освоено со нив. Со хорот на факултетот за музичка уметност исто така многу награди. Не знам на што би бил пред горд. Нели прво. Да, едноставно сум одлучил дека тоа треба да се прави и се трудам да го направам максимално со сите со кои што работам. Мене желбата во животот ми беше да работам со луѓе. И затоа одбрав да бидам диригент. Имавме со професорот Зографски, извонреден човек и професор, работевме 2 години композиција и имавме еден разговор, ми вика, иди момент, те гледам дека сакаш да диригираш, доаѓа момент кој ќе треба да одлучиш. Композиција е самотничка работа, треба да се исклучиш, да влезеш во свој свет, сам да работиш. Ова ти е сосем спротивно, со многу луѓе ќе треба да се расправаш. Најчесто кога во народот кажуваме така диригенти, мене сопругот ми вика дека секогаш сакам да им диригирам по дома, се шегувам. Не се шегувам. Не се шегувам. Одлично и натаму да создавате и да се гордеете на се она што го создавате, но го фаќаат ритамот по дома кога диригирате или? Не многу често знаат да застренат, но се враќаме во бар на штимаме. Се штимаме. Но кога сме ке композиции, ке музика, ке се она што е создавање, Саша, создадовте последна нова песна за која што е поводот клучно да ни сте тука денеска, е она што ќе го видиме на крајот од ова утринско издание. Зашто станува збор музичко парче кое што по-ране, ако не грешам, го создадовте како ново музичко парче? После ране следуваше Скитница, така? Со истата продукција од Белград. Тоа е на 9 декември извадена минатата година. И парче кое што беше долго време спремено, скриено, долго време правено. Напишано комплетно авторско дело е на... Тој ми е другар, соработник, 20 кусур години свиревме заедно, школски другар, мислам, као браќа бевме, да. Мислам дека за таа песна збореше некои си 6-7 години како ја пишува и ќе дојде времето да слушнеш, ќе дојде времето, мислам, он музички не постои човек кој што поише ме познавал и поише соработил со мене. И денес утре спремивме целата песна, оставив некои работи да легнат сами по себе, затоа што песната е надвор од мојот стил, надвор од тоа што јас го работам, меѓутоа песна која што во мене пробуди некое многу чудно чувство. Со задоволство го сработив проектот. Љупчо Чедомирски е автор, комплетен музика, текст, аранжман. И видеозаписот го работеше Алек Тасевски од Либеро Бенд, тоа е нова продукција.
комплетно му ја доверив довербата на Алекс, затоа што е дечко во кој што многу верувам, а плюс е во тренд со младата генерација и верувам дека може во спотот додаде некои елементи кои што можда ние и не ги гледаме и не би ги размислиле така како што младата генерација ги гледа. Да, продукцијски работеше Горан Мирковски и се на се добивме еден проект со еден малце поразличен звук и за нас и парче кое што не можете да го одредите во кој смер и во која насока се движи. Да, за жал Љупчо Чедомирски одлучи со фамилијата да си заминат од Македонија и баш сакав да биде презентирана и промовирана песната кога ќе си заминат, ама за малце не стигнавме. Значи еден месец од кога заминав се одлучивме да. Тажно е што многу мина заминуваат, но за ние што сме тука. Да. Колку се можностите, ете го споменавте Белград, колку таа адреса каде што сакате да ја проширите вашата музика и пазар за кој што верувате дека може да го пласирате она што го работите? Па не е тоа дека сакам да го проширам толку пазарот тамо, колку што начинот на функционирање продукцијски е на едно сосема друго ниво. Професионализмот кој што мене овдека искрено многу ми смета. Го немаме, све купи ден продај, све од денеска за утре или многу ветувања, а малце реализација, тоа тамо не постои. Тамо имате ценовник за кој што плаќате и добивате тоа што сте го платиле. Тоа е малце само поразлично. На многу друго ниво им е целата продукција, целиот систем им е на друго. Имаат кај да пласираат песна, значи ние немаме кај да пласираме доволно македонска музика. Значи нити радијата доволно се заангажирани за новите номери, нити телевизиите доволно со исклучоци кои што се грижат за тоа што е, меѓутоа мислам дека треба малце повеќе да се посветиме на тоа, да си го кренеме нашиот производ, а не покрај тоа што си заминуваат луѓето државава заради такви работи, да и музичката култура ја пренесуваме на друго место заради тоа што немаме тука каде да се изреализираме. Професоре Татарчевски, нешто се закашлавте на темава. Уште посилно Вода. Па ме чепна во нерв, Да, се закашлавте на темава. Да, па ви кажав дека професионален хор, нели, меѓутоа тој функционира на проекти. Млади луѓе образувани на максимално ниво за таа работа и сите работат кои во игротека, кои на интернет, кои во кол центар, кои на аеродром, кои во може да има и во општина, не знам. Сигурно. Кои и многу од нив си одат надвор. И е многу интересно што без никаков проблем, значи вака на сите аудиции таму надвор влегуваат прави во оперски куќи, во професионални ансамбли, нели? Значи го создаваме еден човек, една личност, професионалец на максимално ниво и им го даваме готов. Не знам дали знаете дека огромни пари чини да се создаде, да се обучи еден професионалец во било која област. Ги создаваме и ги нудиме на готово, вака на луѓево кои што едва ги чекаат, затоа што си ги добиваат спремни готови на високо ниво. И токму затоа се закашлав. Значи, како професор, знаете, многу е тешко ги учите на вредности. Нормално, не демагоги, им кажуваме каде живееме, кај нас функционира, меѓутоа ги учите на вредности и максимално во правец на професијата, максимално професионално, она што каже дека недостасува, ние се обидуваме напротив да ги научиме максимално професионално да се сватат својата работа. Вашето мото во една интервју што прочитав дека квалитетот пред се и за се. Та нормално, па во живеењето е генерално квалитет. Значи ова што го зборувате со градоначалникот за квалитет на живеење, нели? Колку тоа ни е во општина Центар и колку како градоначалник квалитетот пред се и за се како мото и кај вас? Мотото е одлично и без квалитетно живеење, мислам, нема резон за живеење. Така да мора да вложуваме во квалитетниот начин на функционирање и на живеење. Саша?
Обично кога правиме улици гледаме да бидат што поквалитетно. Нема да ги Кога правиме коментираме проекти улиците, гледаме не. што поквалитетно, иако се соочуваме секогаш со одредени проблеми. Улицата и паркинг местата нема да ги коментираме, зашто ако ја отвориме таа тема, мислам дека Ќе многу биде долга и широка. Така, ќе ни треба уште бар 10 емисии за да го споделиме. Но дека ќе бидеме и натаму интересни и дека ветуваме одлична содржина, тоа ќе го направиме и по блокот на реклами.